Културата и проектите за заживување на културниот живот во Македонија се една од главните фокус точки на владата. Она што во изминатите неколку години е направено во областа на културата и афирмација на уметниците е вистинско културно освежување на целата територија на државата и во сите сфери на уметноста. За време на вчерашната посета на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на новиот дом на културата во општина Кисела Вода, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска потсети дека и во Валандово, Гевгелија и Велес инвестирано во нови театри и домови на културата, а целта е да се вложува и во локалниот културен развој. Со Струмичкиот докаде? Струмичкиот интензивно Знам се гради, таму се работи? Да, првата половина на следната година се планира да се заврши Струмичкиот. А со Охридскиот што требаше тоа идено решение? Да, идено решение избравме, заврши комисијата со работа, неделава ќе ги објавиме резултатите и потоа ќе одиме на втората фаза на избор на проектантска куќа која што ќе го проектира проектот. Интензивно се работи на турскиот и тетовскиот театар, додека пак албанскиот театар е под целосно реновирање. Турскиот во Карабина се заврши? Да, турскиот до крај на јули. Карабина. Значи завршува нашиот дел, затворена Карабина. Веќе ви со директорот, тука мислам дека на турски театар, веќе имаме и интензивни разговори со турската страна, кои што веќе ќе инвестира во останатата фаза. Карабината се заврши сега или крај на јули? Крај на јули скоро ќе биде. Заврши, да. И после очекуваме турската страна мал се да почне, да. Они докаде се? Па има нов министер, пред малку разговаравме, меѓутоа градот Истанбул ќе учествува со еден дел, например салонот и сцената, кој што не е ни малку, тоа негде над €1.000.000 учество. Министерката најави дека ќе се работи на драмскиот и на театар комедија. Драмски театар, бидејќи имавме тендер објавено, беше неуспешен тендерот, така да сега објавуваме нова поставка за избор на фирма, а во однос на јавното приватно партнерство за театар комедија, каде што е сега сместен, имавме неколку обеди, околу 3 обеди, така да сега веќе ќе пратиме информација на влада. Со заклучок нели така ни стоеше и во програмата, доколку не најдеме нели инвеститор по пат на јавно приватно партнерство, дека ние како држава, како министерство ќе продолжиме. Избрано е идејно решение, а проектот е направен и во план е до крајот на годинава да биде затворен делот за проектирање на објектот и од 2017 година да почне постапката за градба. Станува збор за Скопје, ќе спомнам и ви македонската опера и балет, ветивме сала, целата сала се реновира, да интензивно работат, веќе почна и се планира од септември да се влезе во новата сала. Сега во моментот се работи. Во моментот се работи. Значи таму и филхармонија и македонска опера и балет. Македонска филхармонија се гради, македонска опера и балет се реконструира. Целата сала. Тоа вака како во овие години што има во театриве инвестиции. Проектот со киномрежата е доста успешен. Направени се 20 кина низ градовите во државата, онаму каде што досега немало објект за кинопроекции. Плавшник следната година ќе се заврши? Плавшник 2018. 2018 ќе биде. До крај. Следната негде при крај, а 18 Па ќе веќе се таму фасадите се работат, мислам затворена Карабина нели со покрив со фасади, останува уште сега интензивно работиме на Богословскиот факултет. Инаку целиот останат комплекс е завршен со фасада и со затворена Карабина и потоа одиме во делот на интериерот. Одлично, доста крупни проекти има. Да, имам и цело партерно уредување кога станува збор за плавшта. А тука ќе се заврши, да. Околу црквата, околу новите ќе се откријат објекти. сите мозаици, нели, што беа пронајдени. Археологијата исто така ќе биде поставена, така да ќе има едно партерно прекрасно уредување, значи со и хортикултурно и останати. Исто така продолжуваат и откупите на слики од македонските ликовни уметници. Па 3 години веќе поред, нели 2014, 2015 и ова 2016 имавме 3 откупи, се откупија негде околу 145 уметнички дела до сега и околу 42 скулптури, тоа се оние скулптури во мал галеријски формат. Постојаните поставки што ги поставуваме, така да вака е тоа доста солидно, мислам, бројка на откупени дела. Дел од тие откупени слики ги поставивме во нашите национални поставки, а дел сега со одлука на влада, бидејќи вршевме истражување и бевме во посета на многу институции државни, така да се направи една распределба од откупените слики и ќе се предадат на државните институции. Направени се изложби, а веќе објавени новиот конкурс за откуп на ликовни дела за оваа 2016 година.
Традиционално како секое лето изминативе 9 години и оваа година се продолжува со летниот културен бран. Дојран годинава е градот на културата, за кој имаат посебен буџет од 2 милиони денари, кој е насочен само за нивната богата програма. Бети секое лето правевте ова топол културен бран, а во последните години во туристичките места сериозно зајакнато присуство со културна програма. Сега ќе има оваа година тоа? Да, значи оваа година 9 поред го реализираме проектот Топол културен бран и морам да кажам дека навистина вака имаме позитивен ефект во таа насока. Нели идејата кога разговаравме на влада и со вас беше да културата биде достапна до секого, да се дисперзираат сите културни настани, посебно во летниот период под отворено небо, да еви нашите национални ансамбли, филхармонија, театар за деца и младенци, нели да имаат настани. Оваа година 9-та поред го реализираме овој проект, веќе од следниот месец ја објавивме програмата. Вклучени се 31 општина во топлиот културен бран, има над 100 настани кои што ќе се реализираат. Исто имавме и проекти за културно лето и културна зима во оние градови кои што имаат туристички потенцијал, како Крушево, Ресен, Доиран, да. И таму имаме посебна програма за тие, таму исто така се реализира оваа година. Секој град во Македонија има посебна специфична култура, а проектите кои се реализираат во секој град поединечно има за цел да се зачува таа автентична традиција и да се пренесе на идните генерации.